подбравме оваа тема со цел да покажеме како всушност, односно да прикажеме како правилно се користат овие електрични тротинети. На оваа тема ова утро разговарам со Дејан Андоновик. Најпрвен добро дојдовте во нашата емисија и добро утро. Подобро ве најдов и благодарам за можноста да упатиме некоја порака и совет и сугестија до вашите гледачи кои воедно се учесници во сообраќајот. Ива, според вас, колку овие возачи на електрични тротинети имаат сообраќајна култура? Па не само оние, туку општо земено, каква е сликата? Не постои возач кој управува електричен тротинет со немање сообраќајна култура, а истата да не ја применува и како пешак и како евентуален возач и сето она што не прави да живееме и да се однесуваме во животот. Имено сообраќајната култура кај нас е на некој начин рефлексија на општата култура какви сме како народ, како граѓани, но и модерното време, новите претизвици, новите искушенија и сето она што ги прави луѓето да бидат понапнати, понервозни, да ги тера да брзаат, да не размислуваат многу и по секоја цена да ја остварат целта. Оттаму тоа се гледа и во сообраќајот. Ние имаме зголемување на сообраќајната култура во однос на претходните години, што воедно се гледа и по бројот на сообраќајни прекршоци. Од друга страна на вашето прашање, електричните тротинети се релативно ново средство кое се користи во сообраќајот, па мора да се знае дека бидејќи нема некаква европска регулатива заедничка, одделни држави имаат различни примена на закон за тоа како треба да се однесуваат електричните тротинети. Ние во нашиот закон имаме некои правила, можем да ги кажем, но генерално сообраќајната култура не е во законот, тука е во сите нас самите. Колку ние се однесуваме со некаква етика, со некаков морал и култура во сообраќајот, толку и другите доколку го прават тоа ќе имаме помалку инциденти и несакани последици од управувањето на тротинетите. Кои се оние основни правила, ете напоменавте, кои што треба да ги почитуваат овие возачи на електрични тротинети? Има ли некоја правило за ограничена брзина, годишна возраст? Па првин треба се знае дека електричен тротинет може да управува лице со навршени 14 години. Значи не може помладо дете, помладо лице да управува со тротинет. Од друга страна се знае како се движи во сообраќај. Се движи ако има велосипедска патека, се оди по велосипедската патека и таму брзината максимална треба да е најмногу 25 км на час. Доколку нема велосипедска патека, тие што се движат по пешачка патека, разбира сето тоа од десната страна на движењето, во правец на движење, тогаш е 6 км на час. Она што можеме да го гледаме секојдневно, а е забрането, луѓето со електрични тротинети не смеат да се движат по коловозот, односно таму каде што се движат возилата поради многу причини. Една од причините е безбедноста. И се разбира, треба да се носи заштитен на кацига и елек кој сте должни да го носите доколку управувате електричен тротинет од паѓањето на ноќта, односно од спуштањето, нели, замрачувањето, од почнувањето на вечерта до раните утренски часови додека не се раздени. Значи тоа се некои правила кои мора да се применуваат, бидејќи во спротивно, освен што нели подлегнувате под санкции, што и не е толку важно, важно е дека ви е загрозена безбедноста додека се движите. Исто така забрането е да пренесувате животно, друго лице на електричниот тротинет и сето она што ве прави да учествувате во сообраќајот. Со тротинет можете да преминете по пешачки премин, но доколку има црвена линија, доколку нема ќе се симнете и ќе поминете како пешак. Значи тоа се некои општи правила кои се слични на оние за велосипедистите, а кои гледаме дека лицата кои управуваат електричен тротинет имаат малце манири на пешаци, сметајќи дека ајде брзо можам да поминам, ова не важи за мене. Значи електричниот тротинет, како и другите учесници во сообраќајот, подлегнува под обврска да се применува нели законските одредби на учество во сообраќај. Општо земено и покрај почитување на овие правила, според вас, дали во главно се безбедни овие за користење електрични тротинети?
Јас не можам тоа да го дадам како одговор, тој е ставен тие што го дизајнирале, законодавецот што дозволил да учествува во сообраќај и сето тоа, тие одлучиле дали може, атестирани се и така тоа. Јас не сум доволно стручен да кажам дали се безбедни или не се. Она што е општиот впечаток е дека откако се појави електричните тротинети, бевме сведоци на одредена анархично движење нивно, односно ќе се вратам на претходното што го кажам, а тоа е тие сметаа дека ајде не сум велосипед, не сум пешак, не сум мотор, не сум возило, ќе поминам како никој да не ме види, па често пати сме сведоци ги гледаме како одат во контраправец, што нормално тоа е сообраќајната култура, се зарем треба да му кажеме од која страна треба да се движи на тротоарот или на велосипедската патека. Но исто така сообраќајна култура е и доколку има велосипедска патека, тој да не се движи меѓу луѓето, а најголема сообраќајна култура е доколку се движи веќе по тротоар каде што нема велосипедска патека, доколку има луѓе симни се од тротинетот, а тротинетот и велосипедот се возат таму каде што има услови на пат. Значи што ако он има право да помине и треба да помине ако нема услови. Тргни се, симни се од велосипедот или од електричниот тротинет и помини пешки, па потоа продолжи каде што има услови. Тоа се тие финеси кои нонстоп ги апелираме ние од Советот за таа сообраќајна култура и свеста. Треба да ја подигнеме свеста. Не сме ние, само ние што треба да поминеме без разлика кои ќе бидат нели последиците. Оттаму дали се безбедни или не би знаел да кажам, можам да кажам моје лично мислење, но како портпарол ќе се воздржам. Ви благодарам многу за сите овие корисни информации, се убаво си објаснивте. Ви благодарам и на вас за можноста. Ние правиме кампањи околу електричните тротинети, обично ги опфаќаме во септември кога е Европската недела на мобилност. Сега мораме да кажеме и добрата страна на тие тротинети, но тука се велосипедите, бидејќи и еколошки, и поевтино сето тоа е превозно средство кое ја зголемува екологијата, го намалува трошокот за движење, но само доколку сето тоа може да извадиме позитивни работи од движењето со тротинетот, но мораме да посочиме дека мора да се движиме и да учествуваме во сообраќај согласно зацртаните правила и прописи, пропишаната сообраќајна сигнализација. Секако секоја работа има две страни, па така и ова. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Верувам дека на некој начин ја подигнавме совеста кај сите оние што го користат овие превозно средство. Секако не можеме 100% да делуваме, но верувам дека на некој начин таа сообраќајна култура е иста како и она домашна култура што би се рекло. А за крај сакам да напоменам односно дека за Телма телевизија добивме став од МВР. Дел од тоа се оние правила кои што ги напоменавме во овој разговор. Но исто така имаме бројка на незгоди во однос на настрадани учесници во сообраќајот со електрични тротинети, односно статистиките покажуваат дека во текот на 2022 година биле евидентирани вкупно 49 настрадани учесници во сообраќајот во незгоди со електрични тротинети, при што од оваа бројка 43 лица биле возачи на електрични тротинети. Според видот на повредата, 8 лица се здобиле со тешки телесни повреди, а 41 лица со телесни повреди. Во текот пак на 2021 година биле регистрирани вкупно 28 настрадани учесници на електричен тротинет, од кои 27 биле возачи, а според видот на повредата 6 лица се здобиле со тешки телесни повреди, додека 22 лица со телесни повреди. Исто така, ако не се почитуваат овие правила кои што ги напоминавме, секако следуваат соодветни санкции, а според оваа бројка која што е напомена во текот на минатите години, секако треба да се внимава кога станува збор во сообраќајот, се разбира за да не се зголемуваат овие бројки.